Околу 100.000 евра потрошила владата преку службата за општи и заеднички работи за набавка на вода за пиење за населението во Гостивар. Шиша вода од 1,5 литри, кое во малопродажба се продава за околу 25 денари. Преку набавката било обезбедено за 12,5 денари. Договорот со компанијата Кожувчанка е склучен по постапка со преговарање без претходно објавување оглас, со образложение дека станува збор за крајна итност поради кризата со водоснабдувањето. Точно е дека постапката со преговарање ја спроведе службата за општи заеднички работи и обезбедува вода бесплатно за граѓаните, а договорот преку тендер го доби компанијата Кожувчанка. Компанијата учествува во набавката со сопствен придонес со цел да им се помогне на граѓаните и институциите во услови на кризна состојба. Фактите се јасни и лесно проверливи. Обидите за нивно искривување нема да ја променат вистината. Соопштија од владата, од компанијата дополнително појаснуваат дека разликата меѓу редовната продажна цена и понудената цена ја преземаат на свој товар како општествено одговорен придонес. Велат дека водата ќе биде бесплатно транспортирана до општина Гостивар со цел на времена помош за граѓаните. И самата компанија Кожувчанка парципира во цената без да има никаков профит, односно веќе има и минусни цени, што сакаме да помогнеме одговорно и на владата и на сите наши сограѓани и жители во општина Гостивар. Соопштенијата на владата и на компанијата Кожувчанка дојдоа како демант на претходните обвинувања од СДСМ за можен судир на интереси поради изборот на компанијата и начинот на кој е спроведена постапката, посочувајќи дека според достапните информации, компанијата е во сопственост на градоначалникот на општина Кавадарци. Од ВМРО ДПМН епак велат дека СДСМ ја користи кризата со водата во Гостивар за добивање на политички поени. И додека народот се труе, Мицкоски и ВМРО ОКГ имале други приоритети. Бизнис делка од 100.000 евра за вода во Гостивар, без тендер, без јавен оглас. Додека народот се труе, тендер патриотите тераат бизнис. Не може исти луѓе кои со години беа власт денес да се представуваат како да немаат никаква одговорност за состојбите што ги оставиле зад себе. Наместо политички театар, Социјалдемократскиот сојуз и Филипче треба да им објаснат на граѓаните зошто ништо не направиле додека имаа целата институционална моќ во своји раце. Во меѓувреме водата во Гостивар и натаму е само за техничка употреба и не е безбедна за пиење. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави засилени контроли, се додека не се добија 3 последователни исправни анализи, со кои ќе се потврди исправноста на водата. Детали од истрагата засега не откриваат од основното јавно обвинителство, со образложение дека се преземаат повеќе истражни дејствија, кои не може да бидат споделени во интерес на постапката. Затоа како општината се справува со состојбата, недостапен на телефонските повици и пораки остана и градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани.